Втор дневник на Канал Плюс, добро вечер. Следуваат содржини за настани кои го одбележаа денот, но и неделата зад нас. Над 10.000 лица во спортскиот центар Јане Сандански беа присутни на 16-тата годишна конференција на Унија на жени на ВМРО ДПМН, што се одржа денес. Македонија и Србија енергетски се поврзаа со нов далековод. Со инвестиција од 11 милиони евра постигната е поголема сигурност на електроенергетската мрежа. Годинава ќе се интензивираат градежните работи за изградба на брана Речани, кои ќе траат до 2021 година. Акумулацијата треба трајно да го реши проблемот со водоснабдувањето и наводнувањето во регионот. Заедно одлучуваме за нашата иднина е овогодишниот слоган на 16-тата годишна конференција на Унијата на жени на ВМРО ДПМН, што се одржа денес. Трудот на Унијата на жените е неоспорувачки дел од работата на партијата, истакна председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во своето обраќање на годишната конференција на Унија на жени на ВМРО ДПМН. Спортскиот центар Јане Сандански во Скопје денес беше претесен да ги собере сите кои присуствуваа на 16-тата годишна конференција на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Со позитивна енергија, моќна и победничка атмосфера се одржа годишната конференција на еден од столбовите на ВМРО ДПМН. Поминавме година во која некој, користејќи го СДСМ, сакаше на најможно валка начин да го сруши ВМРО ДПМН, да ја дестабилизира Македонија и да ја промени по терк како што налагаат неговите интереси. Се беше совршено подготвено, но како што знаеме, не постои совршен злочин. Во овој случај недостасуваше една сериозна финеса, која, како и многу пати низ историјата, се покажа клучна за нашиот опстанок, која ја заборавиле или во најмала рака ја подцениле, а тоа е народот. Тоа е народот на Македонија. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски нагласи дека народот на Македонија уште еднаш покажал дека има капацитет за државност. После сите игри, после сите местенки, после потрошени толку многу години во подготовки за остварување на некои други интереси, денес ВМРО ДПМН и Македонија се посилни и пообединети, истакна Груевски. На годишната конференција своје обраќање имаше и председателката на Унија на жени на ВМРО ДПМН Даниела Рангелова. Оваа преполна сала, оваа енергија кај најголемата женска организација во нашата држава ми дава верба дека Република Македонија е на прав пат. Огромен број на жени на едно место, со иста чиста мисла, со чесен пристап, со верба во себе, храброст за подвизи, вредни и достоинствени, кои се подготвени од ден во ден да го менуваат општеството на позитивно. Најнапред би сакала да истакнам дека изминативе години се години на континуиран растеж на Унијата на жени, да таа денес биде најбројната организација на жени во Република Македонија. Унијата на жени исто така е и еден од поважните столбови во ВМРО ДПМН. Изминатите години, но пред се изминатиот период, беше период на тешки мигови, но и на среќни моменти, бидејќи конечно правдата дојде на виделина. Големината на Унијата на жени на ВМРО ДПМН е тоа што ние во тешките мигови за нашата држава се соочивме храбро, со чиста мисла, цврсто и одлучно. И не дозволивме да бидеме разединети. Главен настан во неделата што измина како за регионот, така и за државата беше пуштањето во употреба на 400 киловолтниот далековод за поврзување на електропреносните системи на Македонија и Србија. Македонија инвестираше над 11 милиони евра во овој далековод, кој ќе значи поголема стабилност на системот и поголема можност за размена на електрична енергија меѓу системите.
Пуштен е во употреба новиот 400 киловолтен далековод во должина од 70 километри денес во трафостаницата Штип, што ги поврзува електропреносните системи на Република Македонија и Република Србија. На македонска територија овој далековод е еден од капиталните објекти, вреден над 11 милиони евра, кој е од големо стратешко значење затоа што ги поврзува електроенергетските системи на коридорот Север-Југ. Напуштањето во употреба на еден од најзначајните енергетски проекти беше и вице-премиерот Владимир Пешевски, кој истакна дека успешно е реализиран уште еден проект на владата на Република Македонија. Реализацијата на овој проект во енергетска, но и во практична смисла е од огромно значење за Република Македонија. Со овој проект значително се зголемува стабилност и доверливоста на електроенергетскиот систем како во Македонија, така и на електроенергетските системи во регионот. Денес, сигурноста и стабилувањето на електроенергетскиот систем на Република Македонија се значително подобрени, имајќи го во предвид и фактот што со изградбата нова интерконекција се отстранува ризикот од појава на несигурни режими и делумни распади на системите во југоисточна Европа, на кои што сме биле сведоци во минатото. Зошто ја одбравме оваа локација? Зошто токму Штип? Ова електроенергетска постројка е најсилниот доказ и блескав резултат на посветеноста, значењето, челичната волја и решеноста на колективот на МЕПСО. На ова место пред 7 години имаше ледина, пасиште, која при дождливо време се претвореше во калив глиф. Сега ова е најсветлата точка на нашата преносна мрежа, еден од најважните енергетски јазли во нашиот електропреносен систем. Точка во која македонскиот електропреносен систем директно се поврзува со систем операторите на Бугарија и на Србија, а индиректно преку Дуброво е поврзан и со грчкиот електропреносен систем. Ова место е гранитниот темел на која поставивме и ја градиме светлата и приоритетна електроенергетска иднина на Република Македонија, поврзана со електропреносните системи на соседните држави. И исто кој би таководил да се приликом ових радова користено со највиша светска техничка и технолошка. Сакам да истакнам дека при работата користени се највисоките техничко-технолошки стандарди и се исполнети најстрогите урбанистички и еколошки стандарди, кои не биле воопшто мали. Верувам дека сличните бенефиции ги имат и нашите македонски пријатели. Покрај се, би сакал да напоменам и да истакнам дека овој проект е значаен за еден поширок контекст, поради што ја добивме поддршката од ЕУ. Првенственото добивање на енергетски мост, односно обезбедување концепцијска врска меѓу преносните системи меѓу двете земји, која во секој поглед ги спојува и нашите два народи. Не смееме да го занемариме и значењето на телекомуникацијското поврзување по пат на OPGV кабли кои се вградени во нашите далеководи. Веза преку оптичкog система кој е уреден на овој далековод. Овој далековод ќе значи зголемена доверливост, подобрена стабилност и поголема можност за размена на електрична енергија меѓу системите на Македонија и Србија. Тоа ќе значи поголема грижа на монтерите, вклопничарите и погонските електричари, помирна работа за инженерите и за оперативните водители на македонскиот електропреносен систем оператор, потенцираше магистер Синиша Спасов, генералниот директор на МЕПСО, во своето обраќање пред присутните. Организирање фер и демократски избори, продолжување на политиките за стабилна иднина со позитивна енергија и пристап се дел од целите на преодната влада, кажа во обраќањето пред пратениците Емил Димитриев, на седницата на која му беше доверен мандатот за новиот состав на владата. Димитриев ја повика опозицијата на конструктивност, нагласувајќи дека државните институции ќе дадат максимална поддршка на ДИК за реализација на зацртаните цели. Преодната влада, која ќе ја предводам, ќе го продолжи започнатото действување за реализација на изборниот процес, кој ќе биде ослободен од било какви дилеми за евентуални влијанија во изборниот процес. Наша задача е организација на избори кои ќе бидат фер и демократски, слободни и ефикасни, а ние таа цел ќе ја реализираме. Сите државни институции ќе дадат максимум поддршка на оваа основна цел. Сите институции ќе ја почитуваат дословно реализацијата на оваа цел, кадровски, структурно и на ниво на вредност од која нема отстапување. Државните институции ќе дадат максимална поддршка во средства, кадри, ресурси, материјали и се што е означено и побарано како потреба на Државната изборна комисија за да може да работи согласно зацртаните цели. Потенцирам максимална кооперативност, соработка и поддршка на ДИК. Ја охрабрувам ДИК
во својата работа да действува непристрасно, ослободена од било каков притисок, принципиелно, државнички, согласно уставот и законите, и да биде движечка сила која ќе покаже лидерство во организацијата на изборниот процес со кој ќе се гордееме како нација. Годинава ќе се интензивираат градежните работи за изградба на брана Речани. Подготвителните активности финишираат. Регионот се надева на низа поволности од овој капитален проект. Вчера истече рокот за учество на тендерот за изведување на градежните работи на браната Речани. Сега следува избор на градежните компании кои ќе се вклучат во реализацијата на овој значаен проект. Како што е предвидено, изградбата на вештачкото езеро Речани ќе започне годинава, а ќе заврши најдосно до 2021 година. Тоа е предвидено во тендерската документација за изградба на овој најзначаен водостопански објект во Источна Македонија на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Инфраструктурниот објект е лоциран на територијата на општина Кочани, во клисурата на Оризарска река, во непосредна близина на Бела и Црна река. Првично определениот рок од 43 месеци со тендерската документација е пролонгиран на 60 месеци, што значи дека најдоцна до 2021 година Кочани и регионот ќе го добијат изградено вештачкото езеро Речани со акумулациона моќ од над 20 милиони кубици вода. Вкупната вредност на овој проект е проценета на околу 2 милиони денари или на нешто повеќе од 32 милиони евра. Градежните работи на браната треба да започнат во текот на оваа година по изборот на градежните компании кои ќе работат на објектот. Инаку годинава додека течеа подготвителните активности и официјалната постапка за избор на неповолниот понудувач, заврши пробивањето на пристапниот пат од местноста Мегдан до коритото на Оризарска река. Со него КИПСО возможи на градежните екипи да ја донесат механизацијата и да ги вршат сите транспортни работи околу дотурна опрема и материјали. Во пробивањето и изградбата на патот кој поминува низ исклучително тежок терен, инвестирани се 184 милиони денари, односно околу 3 милиони евра. Предходно за техничката документација за браната беа издвоени 36 милиони денари државни пари. Реализацијата на проектот Речани трајно ќе го реши водоснабдувањето на 90.000 граѓани од Кочани, Виница, Зрновци, Чешиново, Блешево. Ке се акумулираат додатни количини вода за наводнување од земјоделските површини во регионот. Ке се изградат централи за производство на електрична енергија, а ке се предонеси за развојот на езерскиот и риболовниот туризам. Неделава беа пуштени во употреба две лаборатории во рамки на Универзитетот Гоце Делчев. Стоматолошка лабораторија за научно-истражувачка работа и лабораторија за минерална технологија. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски денес во Штип ги посети лабораториите во Кампус 2, каде се наоѓаат природно-техничките факултети и одделот за стоматологија во рамки на медицинскиот факултет при УГД. За лабораторијата за минерални суровини, која е во завршна фаза да добие акредитација, владата на Република Македонија инвестираше над 26 милиони денари. Во оваа лабораторија веќе се започнати голем број научно-истражувачки испитувања за содржината на минералните суровини, за квалитетот на воздухот и голем број други методи кои во наредните денови се очекува да бидат акредитирани. Со што оваа лабораторија ќе може комплетно сите овие активности да ги комерцијализира и да ги даде на услуги и на приватни субјекти, но и на други научно-истражувачки центри за потребите општо на секој што е заинтересиран за услугите на оваа лабораторија. Ристовски ги посети и стоматолошките лаборатории во рамки на одделот за стоматологија, односно стоматолошката клиника на УГД. Исклучително професионално завршен проект од страна на универзитетот. Во оваа прилика му честитам на ректорот и на целата управа на универзитетот. Станува збор за навистина значаен процес со оглед на тоа што во стоматолошката клиника имаме сега комплетно опремена стоматолошка лабораторија за изработка за протетика, односно за комплетна изработка на зъби и комплетна изработка на вилици, со што можам да констатирам дека во овој момент со оваа опрема и квалитетот на истата, градот Штип ги има една од двете најдобри стоматолошки клиники во Република Македонија и со тоа од големо значење ќе биде и квалитетот на спроведувањето на наставата и праксата за самите студенти потенцијални стоматолози. Оваа лабораторија студентите ќе можат да ја користат за практична настава, а по добивање на соодветните дозволи од надлежното Министерство за здравство,
Се очекува лабораторијата и клиниката да прераснат во центар за комерцијализација, со можност за давање на услуги и на граѓаните на градот Штип. Опремувањето на лабораториите при одделот за стоматологија на медицинскиот факултет е комплетирање на делот што недостигаше за комплетирање на сите аспекти на медицинскиот факултет, а лабораториите при факултетот за природно-технички науки се врвот на се она што се однесува на минералната технологија. Станува збор за одел кој е исклучително добро опремен, добро реконструиран и мислам дека студентите ќе имат добро место за студирање и добро место за обука за нивната понатамошна работа. Ја би сакал да споменам дека она што владата го направи во поглед на набавките на лабораториите во рамките на универзитетот, мислам дека до крајни граници го подигна нивото на развојот на универзитетот во делот на неговата технолошка за технолошка опременост, за да не заостанува за другите европски универзитети или другите центри кои се наоѓаат во овој дел. Инаку, вложувањата за реконструкцијата во делот на медицинскиот факултет заедно со опремата изнесува 40 милиони денари, додека за лабораториите се издвоени финансиски средства во износ од околу 30 милиони денари. Населбата Беровско езеро ќе добие комплетен водоснабдителен систем. Конечно, заматената техничка вода која досега ја користеа туристичките објекти ќе се замени со чиста и филтрирана вода. Општина Берово ја подготвува апликацијата за водоснабдување на туристичката населба Беровско езеро. Проект кој што е доста значаен за општината, особено за населбата Беровско езеро, во функција на развивање на туризмот. Проектот предвидува изградба на комплетен систем за водоснабдување на туристичката населба Беровско езеро, која што вклучува систем за пречистување на вода, филтер станица, резервар, пумпна станица и доводен систем до пумпната станица. Општина Берово овој проект го работи во соработка со општина Сандански во рамки на програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Заедно го аплицираме овој проект и се надевам дека нашата апликација ќе биде прифатена од програмата и ќе може да го реализираме проектот. Доколку апликацијата биде прифатена, проектот би требало да започне август или септември месец со изградба на овој проект. Со реализацијата на овој проект најголем бенефит ќе имаат самите жители на населбата, а од општината очекуваат зголемување на туристичките капацитети и повеќе посетители. Реализацијата на овој проект е приоритетен проект и значи многу за развојот на целата општина, особено за развојот на туризмот. Знаеме дека туристичката населба Беровско езеро е една од позначените во овој регион и сите оние што веќе имаат изградено објекти за сместување и оние кои што планираат да изградат ќе имаат можност нивните објекти да се снабдуваат со нормална пречистена вода за пиење. Најзадоволни ќе бидат туристичките работници, собствениците на објекти кои што нудат сместување, а кои досега мака мачеа со техничката заматена вода. Имавме само техничка вода која што знаеше да се и замати и да нема кога баш не најпотребно, а сега ако се направи овој проект за водоснабдување со пречистителна станица, тоа значи еден голем успех, заради тоа што ќе имаме можност да се прошириме во областа на туризмот, ќе имаме можност да вработиме млади, посебно кадри, пошто туризмот е една од гранките која што опфаќа не само сместување, значи исхрана, превоз, туристички водичи, убавините на Берово да ги видиме, но сепак водата и водоснабдувањето со чиста вода за пиење е многу голем бенефит за Берово, заради тоа што сме имале ситуации да ни се враќаат и туристите поради вода што нема и што е техничка, значи заматена. Инаку туристичката населба Беровско езеро има околу 70 објекти, од кои 40 се со сместувачки капацитети, кои што располагаат со близу 800 легла. Во дневникот и една сервисна информација. Мостот кај Делчевско работивиште кој води за село Разловци е забранет за сообраќај за товарни и полутоварни возила. Од Македонија пат подружница Делчево информираат дека поради опасност од рушење на мостот е забрането поминување на тешки возила, освен на автомобили. Овој мост попушти лани за време на поплавите, а неговата санација се уште не е започната.
Копачката и годинава целосно ќе биде посветена на зачувувањето и негувањето на нематеријалното културно наследство на Пијанец. Сдруженијето фолклорна група Копачка од село Драмче Делчево за 2016 година ќе реализира 4 проекти со финансиска подршка од Министерството за култура на Република Македонија. Сдруженијето фолклорна група Копачка село Драмче Делчево и годинава целосно ќе биде посветена на зачувувањето и негувањето на нематеријалното културно наследство на Пијанец. Со финансиска подршка од Министерството за култура на Република Македонија, а со годишната програма за 2016, ова сдружение планира реализација на 4 значајни проекти. А тоа се Копачка 2016, проект кој што ќе ги опфати нашите организации и учества на етнофестивалите во земјата и блиските места на соседна Бугарија. Други наши проекти се исто така издавање на монографија за Копачката од обстанокот до денес. Монографија од Димитар Узунски ја насловивме како чекор по чекор до УНЕСКО. Истата ќе ја реализираме во насока на одржливоста на орото во УНЕСКО. Воедно ќе снимиме и филм, документарен филм, насловен како Копачката во УНЕСКО. Еден од проектите кој представува вистински предизвик за самото сдружение е промоцијата на Копачката на деновите на македонската култура во Србија и Словенија. Фолклорната група Копачка село Драмче Делчево ќе биде представник на Македонија, каде што ние ќе дадеме свој концерт со пијанечки изворен фолклор, со изведба на орото Копачка и воедно ќе направиме презентација на тој процес на орото Копачка во УНЕСКО и начинот на кој што ги изврвивме тие макотрпни патеки до пишувањето на орото Копачка во УНЕСКО. Целта според секретарот на ова сдружение е да се доближи перцепцијата за светското културно наследство орото Копачка, но и останатиот пијанечки изворен фолклор кај нашите иселеници и тамошните жители. Венецуела и оваа година ја очекува тешка економска криза. Според проценката на Меѓународниот монетарен фонд, инфлацијата во оваа јужноамериканска држава ќе изнесува вртоглави 720%. Без конкуренција, ова ќе биде најголема стапка на инфлација во светот, се истакнува во извештајот на директорот на секторот за западната хемисфера на Меѓународниот монетарен фонд Александро Вернер. Минатата година, како што се наведува во извештајот, инфлацијата во Венецуела изнесувала околу 275%. Неодамна владата на оваа земја воведе 60-дневна вонредна економска состојба. Русија мора бргу да ја прошири економијата која многу зависи од нафтата поради големите проблеми со рублјата и слабите перспективи за раст годинава. Ова го изјави подпредседателот на руската влада Јурий Трутњев на Светскиот економски форум во Давос. Одговорноста на владата е брзо да ги спроведе реформите со цел да ја прошири руската економија и да ги замени се помалите приходи кои се остваруваат од продажбите на нафтата, изјави Трутњев, а пренесува американската агенција Associated Press. Тој исто така се надева дека Русија ќе ја зголеми домашната потрошувачка и дека во наредните 2 до 3 години ќе изгради темели за нова економија. Сириските војници навлекува во последниот бастион на терористите во Латакија. Турската армија гледа оддалеку како армијата на Сирија ги обкружува туркменистанските и курдските планини Джеб ал-Туркмен и Джебел ал-Акрат. Единиците на сириската армија навлегува во населбата Рабин, последниот бастион на џихадисти во провинцијата Латакија. Джебхат ан-Нусра и Слободна сириска армија одстапуваат од притисокот на владините трупи. На социјалните медиуми се шират панични информации за маките на исламистите на овој дел од фронтот. Од вчера исламистите се целосно обколени и во Ал-Рабин, кој се наоѓа само на неколку километри од турската граница. Прекинат е и главниот пат за снабдување на криминалните формации кои действуваат во туркменистанските планини во северниот дел на Латакија. Македонската ракометна репрезентација во мир го подготвува мечот со Норвешка и е во предност што поодморена од ривалот ќе влезе во мечот утре поплодне.
Не сум од играчите што трчаат за голови. Ние сме имале надпревари на кои сум постигнали по 15 гола, па пак сме губеле. Не сакам ниту да си наметнам на себе, ниту на моите играчи дека јас морам да дадам 10 гола за да победиме. Остануваат 2 меча кои имаме обврска да ги добиеме. Нема да биде лесно, но ќе дадеме се од себе да го направиме тоа. Мислам дека Норвешка ги изненади сите на ова првенство. Ќе видиме како ќе функционираат на другите надпревари. Нема да се оптоваруваме со нив. Штом дошле на ова европско првенство, значи дека се квалитетни. Најважно е ние да се вратиме на нашето ниво, на она што знаеме и можеме да го играме. Свесни сме како колективно, така и поединечно, дека секој има своји грешки, никој не е идеален, почнувајќи од играчите па се до стручниот штаб, изјави Лазаров за неговиот официјален сајт. Инаку македонските ракометари тренираат вечерва во арената, а мечот со Норвешка го играат утре од 18 часот и 15 минути. Најдобриот тенисер во светот Новак Џоковиќ обезбеди пласман во четвртфиналето на Австралија Опен. Србинот до пласманот во четвртфиналето стигна после 5 сетови во надпреварот против Симон. Играв многу добро. Ова беше тежок надпревар со голем број на разменети удари. Го победував Симон во претходните 9 наши надпревари, но морам да признаам дека тоа е еден од најконстантните надпревари во претходните години. Знаеше како да игра против мене. Одигравме голем надпревар и среќен сум што победив, изјави Џоковиќ. Ово беше се во второто издание на Дневникот. Се гледаме повторно во 23 часот. До тогаш пријатна вечер.